граѓани, денес на дневен ред го разгледуваме Законот за вештачење, кој што самиот предлагач при неговото доставување во воведот напоменал дека со овој закон се уредува вршењето на вештачењето, условите и начинот на вршење на вештачењето, субјектите кои вршат вештачење, условите и постапката за полагање на испит за вештак, услови за издавање, престанок или за одземање лиценца за вештачење, награда и надоместок на трошоците за извршеното вештачење, основањето, надлежноста, организацијата и работењето на комората за вештаци и други органи на управување, посебно постапка за стекнување со лиценца за вештачење, како и други прашања од значење за судските вештачења и супервештачења. Судските вештачења и супервештачења. Многу клучни зборови има наведено овде во воведот, од кои што треба да се запрашаме дали ова законско решение треба да оди со европско знаменце, иако усогласувањата сите сме свесни дека станува збор за усогласување, односно единствено 4 ставови се усогласуваат и тие треба да се усогласат со нашите позитивни законски прописи, а не да носиме цел закон и тоа со европско знаменце, каде што морам да потенцирам е ограничено времетрајањето и на поднесување на амандмани и на расправа по истите, се со цел побрзо да биде донесено. Зошто? Бидејќи со ова законско решение предлог исклучително се даваат дискрециони права на министерот за правда. Внимавајте. Навидум, кога станува збор за едно законско решение, каде што дискреционите права се огромни на министерот, со тоа провлекува и постапки, дали за обрзување или за застарување на постапките во судските спорови, начинот на кој што ги организира и внимавајте, дискрециони права кои што му се даваат единствено на органот, односно на Министерството за правда, кое што е носител на ова законско решение, а и истиот е надзор над неговото спроведување. Во делот каде што се пропишани условите кои што треба да ги исполнуваат самите апликанти, односно потенцијални вештаци, во области од вештачењето, конкретно во членот 9, услови за полагање на испитот за вештак со соодветно образование. Покрај другите ставки, односно ставот 1, во ставот 2 се наредени конкретно колку и што треба да поседуваат. Во членот 10 се предвидува за истите оние кои што ќе аплицираат дека обука за вештаци се спроведува најмалку 2 пати годишно пред спроведување на испитот и истата не може да трае помалку од 60 часа. Сега, за возврат на тоа, во глава 5 е предвидена посебна постапка за стекнување со лиценца за вештачење. И внимавајте кои се условите овде. Значи, за тие кои што имаат соодветно образование и кои што треба да полагаат, има, како што потенцира во членот 9 условите. Испит може да полага лице кое ги исполнува следните услови: да е државјанин на Република Македонија, да има живејалиште, да има високо образование од соодветната област, диплома за завршено 4 годишно високо образование или диплома со 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем, со правосилна одлука да не му е изречена забрана за вршење на професија, и после тоа имаме да има најмалку 5 години работно искуство по дипломирањето во соодветната област за која е поднесено барањето за полагање на стручен испит, да има завршена обука од областта на вештачењето организирана од комората во трајање од најмалку 60 часа. Сега, значи, пандам на ова што го прочитавме, сите услови кои што треба да ги исполни еден од кандидатите кој што треба да стане вештак, во глава 5 од предложеното законско решение предвидуваме посебна постапка за стекнување со лиценца за вештачење. И вели вака: лицето кое не поседува соодветно високо образование, има стручни квалификации кои може да ги докаже со соодветна документација, Стручни квалификации да ги докаже со соодветна документација. Која е таа соодветна документација? И најмалку 5 години работно искуство во конкретната струка може да поднесе барање за стекнување со лиценца за вештачење до комората. Внимавајте, значи тука во постапката се вклучува комората. Во ставот 2, комората формира комисија составена од најмалку 5 вештаци, од кои 3 се од областта
за кое лицето бара да се стекне со лиценца и истите со мнозинство гласови од вкупниот број членови одлучуваат дали лицето ги исполнува условите да полага испит за вештак. Тоа значи условите дали одредено лице ги исполнува да полага за вештак ги утврдува комората. Зошто? Бидејќи со оваа комисија која што гласа од 5 со 3 гласа ќе утврди дека ги исполнува, според она што претходно го прочитав, вели соодветна документација која што сами си утврдат која е соодветна документација. Испитот за вештак од членот 11 од овој закон се полага најдоцна во рок од 1 месец од донесената одлука со која се дозволува полагање на испитот. Значи, со одлука на комората, која што се доставува после тоа до министерот, се утврдува можност за полагање. А овде, секој оној кој што ги исполнува условите, треба дополнително да има и 60 часа обука. Но, во оваа посебна глава, единствено комората, со комисијата и министерот за правда утврдува кој може се да стане вештак. Тоа значи, министерот за правда, доколку одредено лице му вети дека одредено вештачење за конкретен предмет, многу пластично сега мораме да го објасниме ова, ќе му ја заврши работата, истиот без соодветни квалификации, без соодветно образование ќе го предложи на комората, а комората ќе му даде овластување да полага, со тоа ќе ја довршат постапката за стекнување на лиценца и ќе биде вештак во судска постапка или во предистражна истражна постапка, во вештачење или супервештачење, од кој што ќе зависи судбината на сите оние кои што се во самиот предмет. Од него ќе зависи дали предметот ќе застари или ќе тече со предвидените рокови. Внимавајте, вештачењето во ваквите постапки е клучна постапка за утврдување на фактичката состојба која што е основ за изрекување на било која пресуда. За утврдување на фактичка состојба ние, односно вие како предлагачи, утврдувате посебна постапка за издавање на лиценца која што ексклузивно и дискреционо право го има министерот. Министерот е тој кој што има ексклузивно право. Со доставувањето на оваа одлука до министерот се стекнува со право да му даде да полага право на овој кандидат кој што не ги исполнува сите услови кои што се предвидени претходно за оние кои што ја имаат основата, односно ја имаат основата за полагање на ваквиот испит. Со тоа, со овој закон, експлицитно се навлегува и во сите судски постапки и во давање на дополнителни дискрециони права на самиот министер. Ова е потенцијален извор на корупција, потенцијален извор на застарување на судските процеси и сите понатамошни процесни действија кои што зависат во однос на утврдување на правилна фактичка состојба на одредени предмети во самите постапки. Инаку, мораме да потенцираме, бидејќи реков мораме пластично да го објасниме ова. Во членот 16 од истиот предлог на закон вели вака: испитот се полага пред испитна комисија, во натамошниот текст комисијата, која се состои од председател, 4 члена и нивните заменици кои ги назначува кој? Министерот за правда. Еве, министерот за правда од редот на професорите, акредитирани факултети во државата, судии, јавни обвинители, адвокати, како и вешти лица со најмалку 10 години работно искуство како вештак. И сега мандатот на председателот се утврдува тука согласно овие постапки колку му е. Значи дискреционото право и на посебната постапка, и на комисијата е исклучително и ексклузивно само на министерот за правда. Тоа значи секоја постапка ќе зависи од министерот за правда. А заложба на сите беше да се намалат дискреционите права, бидејќи тие се потенцијален извор на корупција и криминал. Ова вака предложено законско решение и смислата зошто е ставено на Комисијата за европски прашања се докажува со овие неколку забелешки и оние што ги кажаа претходните колеги. Ова е, повторно ќе потенцирам, со намера да се заштитат од идни постапки и утврдување на правилна фактичка состојба во процесите кои што допрва им следуваат на овие извршители на ова парламентарно мнозинство, односно